Погледнете околу себе. Погледнете ја сега Демиркапија. Погледнете го овој нов плоштад. Погледнете ја спортската сала, зградата на Ценет, новото осветлување со LED светилки, новиот мост кон улица Партизанска, нов водовод, чисто речно корито на реката Бошава, сите асфалтирани улици, зелени паркови, парковни површини и друго. Дали може некој да го негира она што вие го гледате пред вас? Може ли со гума да се избрише она што е изградено? Може ли да се скрие зграда, улица, плоштад? Мене не ми треба сведок за нашата работа. Моите сведоци сте сите вие. Секој од вас секојдневно ја гледаше нашата работа. Ги гледавте моите вработени на терен. Кој друг ќе го направише ова освен нас? Кој освен нас има голема желба, силен мотив и доволно храброст да започне вакви големи проекти и да успее успешно да ги заврши? Во сите години на власт на СДСМ, па и на овие 5 месеци сега, од почетокот на мандатот не направија ниту еден проект за Демиркапија. Тоа го знаете вие. Драги пријатели, во 2006 година, овде во Демиркапија, имаше се, кога дојдовме во владата, имаше се на се 430 вработени во Демиркапија, во целата општина. Толку беа регистрирани вработени, 430 луѓе. На крајот на минатата година, бројот на вработени изнесува околу 1100 луѓе. Од 430 на околу 1100 вработени луѓе. Така ќе продолжиме и во иднина. Истовремено ќе обезбедиме учениците од 1 до 5 одделение да имаат бесплатен и здрав оброк во училиште, со што ќе се обезбеди здрава исхрана за учениците, но и заштеди за семејствата, за нивните родители. Општина Демиркапија и Трајче Димитриев ќе овозможат можности на граѓаните за стекнување со сопствен дом по символична почетна цена од само 1 евро по квадратен метар на земјиштето. И ќе ги укиниме и намалиме трошоците за комунали, за градба на куќа. Нудиме концепт во кој нема да има неасфалтирана улица и каде што нема да има неосветлена улица. Парк во секое мало. Ќе се реконструираат улиците Партизанска, Борис Кидрич, 8 март, Гоце Делчев. Истовремено се планира реконструкција на дел од патот Демиркапија до селото Клисура, со што ќе се добие побезбеден сообраќај и ќе се возможат услови за развој на етно винско село Клисура. Сега е време да му се даде подршка со целото негово досегашно стекнато знаење и искуство да продолжи да ја води Демиркапија во правец кој ќе биде најдобар за сите жители за Демиркапија. Јас верувам дека ќе биде така.